Време е сега за прашање и одговори со Јосиф. Најголем дел од комуникацијата, како и секогаш за оние кои што можеби прв пат се среќавате, треба да знаете дека ја правиме на Инстаграм и на Фејсбук, на моите приватни профили. Исто може да го искористите некогаш и хаштагот AskJosif или па може тоа да го направите и користејќи ги телефоните на телевизија Телма. Доаѓа од Мартина и прашува дали во период на слабење задолжително да имам физичка активност. Мартина, повторно во период на слабење. Мислам дека у претходното прашање доволно позборував за таа тема. Не постои период на слабење, но како и да е, постои, еве, хипотетички да земеме. Физичката активност е добро да ја имаш, но ја не би рекол толку дека треба да ја имаш физичката активност затоа што ќе ти помогне во слабењето, туку физичката активност секој од нас треба да ја има поради едноставно помагање на телото за добре состојбата да биде на високо ниво, да имам добро здравје, да се чувствувам енергичен во текот на денот, да му помагам на мојот кардиоваскуларен систем, на мојот мускулен систем, скелетен систем и така натаму. И многу често дури физичката активност кај луѓе кои што се борат со вишокот на килограми може да направи и проблеми контраефект. Од причина што ентузијазмот на луѓето кои што е од први или од понеделник почнувам на диета и почнувам за слабење, ги доведува до момент да одеднаш почнат да практикуваат и да менуваат многу работи. Почнуваат да поедуваат, почнуваат да воведуваат редовност на оброци, почнуваат да пијат повеќе вода и се запишуваат на вежбање и почнуваат да вежбаат. И одеднаш, од ништо, они почнуваат да жонглираат со 5 топчиња, а едва жонглирале претходно и со 2. И многу често, дури после недела, 2-3 максимум, луѓето се откажуваат од причина што им доаѓа преголем товар, преголем залаг за да можат да го голтнат и не се подготвени. Затоа јас би рекол дека и не јас, туку тоа и го вели науката, дека 80% во тоа како ти ќе се чувствуваш, како ќе изгледаш, колку ќе бидеш здрава, лежи во исхраната, затоа што 24 часа физичката активност може да биде вклучена во 1 час, но во останатите 23 часа се одвиваат многу други процеси, се носат многу други одлуки и ние треба да дишеме, да јадеме и да пиеме вода. Затоа најголем фокус дади на исхраната, почни да осеќаш промени од добрата исхрана и ја ти гарантирам дека спонтано ќе дојде моментот кога ќе воведеш и физичка активност. Затоа не сум против физичката активност, мислам напротив, тоа е лудост, но би те советувал да не ја имаш како задолжителна, доколку се мачиш со вишокот на килограми. Прво среди се исхраната, види ги резултатите, олесни го малку телото со некој килограм, па може би подоцна ќе воведеш физичка активност, но не е задолжителна.